Изминативе дена голем број лица колабирале дома, на пазар или на улица, како резултат на високите температури и топлото време, а најчесто тоа се хронично болните лица кои не ги следат препораките од Министерството за здравство, вели доктор Моника Јовановска, вработена во итната медицинска помош во Битола. Граѓаните најчесто се жалат на висок притисок, како и на кардиоваскуларни заболувања. Симптомите се повторно висок притисок како резултат на неземена терапија, дневна доза, кој што може да доведе до излив или некој, да речам, инсулти церебрални, повторно сето тоа како непочитување на препораките, потоа срцевите болни со зачестено стегање во градите, колапсните состојби како резултат на низок притисок, дехидрираност, неземање на доволно течност или паѓање на шеќер како резултат на неземање на храна, најчесто се тие повици нешто позголемени во овој период. За да се избегнат несаканите ситуации како последица на топлото време, надлежните препорачуваат до сите граѓани да ги следат препораките препишани од Министерството за здравство. Во однос на излегување надвор, периодот од 10 предпладне до 17 попладне е период кој што не е пожелен да нашето население биде надвор, посебно хроничните болни, стари лица, бремени жени, деца, како и би требало да се избегнува тешка физичка активност и спортување во овој период. Доколку е неминовен престој во овој период на отворено, се препорачуваат почести избегнувања во ладовина, да кажам, ладење со ладна вода, ставање нозете во ладна вода и почесто ќе повторам да се прават паузи на ладно доколку веќе лицето мора да престојува на надвор во овој период. Од Министерството за здравство исто така препорачуваат и носење светла и лесна облека, консумирање лесна храна и течности, хигиенски начин на подготовка на храната и редовно земање на терапијата кај хронично болните лица. Поради високите температури, исто така потребен е повисок степен на внимание при подготовка и консумирање на храна.